Почитувани граѓани, почитувани медиуми, секој нов ден, начело со СДСМ и со ДУИ на власт, е нов неуспех на власта и на Република Македонија. Власта секојдневно се обидува да го покрие сопствениот неуспех и тоа им стана практика, меѓутоа не им поминува. Во обид да го зацкрие својот неуспех, се обидува да ги обвини Европската унија за нивниот неуспех или пак ВМРО ДПМН за недоволна борба за она кое што тие го направија како предавство. Граѓаните се свесни и не им успеа ништо од тоа. И на крајот од денот, граѓаните повторно се свесни каква катастрофална национална политика води СДСМ и оваа влада. СДСМ и власта имаат две цели за покривање на својот неуспех, но ниту една од двете цели за перење на сопствениот неуспех и распродавање на националните интереси не им помина. Ниту првата цел, да ја обвинат Европската унија за позицијата во која што во моментов се наоѓа Република Македонија на дипломатски план, односно на европскиот пат, ниту пак втората цел, преку својот полусвет кој што го контролира СДСМ, да го обвини ВМРО ДПМН дека недоволно се борело. Ниту една од овие две цели не им успеа. Граѓаните се свесни. Патем, за првата цел, најдобар пример беше нападот и канонадата, ако сите добро се подсетиме и се сеќаваме, врз господинот Тимонија, поранешен амбасадор на Франција во Македонија, кога се менуваше методологијата на Европската унија, каде што сите координирани од СДСМ го нападнаа поранешниот амбасадор, а вториот пример за втората цел, најголема небулоза е дека истовремено СДСМ ги обвинува ВМРО ДПМН дека недоволно се бореле, а од друга страна ги обвинува дека се однесуваат радикално. Очигледно е дека СДСМ и власта се однесуваат дезориентирано и хаотично. Затоа што граѓаните го препознаа ова предавство на СДСМ. Народот препозна предавство. Народот одлучно препозна дека за сите овие предавства кои што ги направи СДСМ, дали е тоа на дипломатски план, дали е тоа на економски или на било кој друг план, не е виновен никој друг, единствено е виновен СДСМ и власта, начело со Димитар Ковачевски, Зоран Заев и Стево Пендаровски. Затоа и ќе ги стигне ова предавство на наредните избори, каде што ќе загубат толку силно, што ќе дојдат до расформирање на нивната партија. СДСМ, наспроти националниот неуспех, нарушувајќи ги позициите и државните интереси, руши негативни рекорди во регионот и на економски план. Убедливо, Република Македонија има најнизок раст на бруто домашен производ, буквално во целиот регион убедливо најнизок. Убедливо има најмалку странски инвестиции, а едно време бевме како држава и лидер во регионот по донесени странски директни инвестиции. Што уште еднаш покажува дека никој, ама баш никој, ниту во држава, ниту пак од надвор, нема доверба во оваа влада, во овие луѓе кои што ја водат владата и нема доверба во целиот систем со кој што го има поставено оваа власт, оваа криминална власт. СДСМ преку националното предавство се обидуваа да купат уште некој ден повеќе за да бидат на власт, за да може да донаместат уште некој тендер или да доискрадат уште тоа што им останало. Најкорумпираната влада на СДСМ не може да биде поевропска од било која друга во Република Македонија во ниту еден случај. За крај, да потенцираме уште еднаш, јасно и гласно. Уставни измени со ВМРО ДПМН нема да се случат. Во ниту еден случај нема да се случат. Граѓаните, шамарот на власта за предавството, најпрво им треба да им го удрат на референдум, а потоа и на избори, кога ќе ги однесат буквално до расформирање со поразот со кој што ќе им го нанесат. Нема промена на Уставот на Република Македонија под овие околности по ниту една цена. Јавно повикуваме и како партија и како политичари од оваа партија да поддржиме референдум, сите заедно да повикаме и шансата да одлучува да има народот да донесе одлука, а не
да ја носат одлуката политичарите кои што се корумпирани од власта за нивните лично коруптивни интереси. Одлуките на власта, одлуките на политичарите од СДСМ не се во интерес на граѓаните. Не сме повеќе разочарувања, не сме повеќе неуспеси и народот не сме повеќе да губи надеж. Доволно генерации пропаднаа заради владите на СДСМ. Благодарам, повелете прашање. Внатрепартиските консултации се уште траат, така да како што реков и на мојата претходна пресконференција пред некој ден, веднаш штом се донесе одлука ќе излеземе и јавно ќе ја презентираме. Она кое што повеќе не загрижува нас како политичка партија е недоветното однесување на Стево Пендаровски како претседател на Република Македонија, кој што најпрвин самиот јавно изјави дека е потребен референдум за ова прашање, а дури потоа, откако најверојатно му извршиле притисок или му ги стегнале ушите овие од власта од СДСМ, ретерираше со прашањето дека, односно ретерираше по тоа прашање дека не треба да има референдум. Јасно е, треба да има референдум и тој референдум треба да се случи. Она кое што уште појасно дека власта се плаши и знае дека не е во право, затоа го избегнува ова прашање како тема да го говори. Ние веднаш штом завршиме со внатрепартиските консултации, ќе излеземе и јавно ќе го представиме прашањето како ви гласело и како сето тоа ви се одвивало. Па траат консултациите, сепак е крупно прашање, не се обврзани рокови, меѓутоа многу набрзо ќе излеземе со став. Тоа многу набрзо ќе го дознаете. Доколку нема други прашања од тука, ќе би одговорил на едно прашање кое што стигна по електронски пат. Прашањето е следно. Дали ги оправдувате ограничувањата кои што власта ги постави на прославата на Мечкин камен проследени со полициско обезбедување? Не, во ниту еден случај не можам да прифатам власта која што ја води владата, односно СДСМ, да поставува било какви ограничувања, полициски ограничувања на еден таков национален празник кој што е за сите граѓани на Република Македонија. Уште помалку можам да оправдам било каква полициска бруталност која што можеше да се види и тоа се потекнува од еден единствен страв кој што го има Ковачевски, а тоа е дека граѓаните и народот не го сакаат и не го оправдуваат ова што го прави. Можевме сите да забележиме како самиот Ковачевски, самата влада, односно владини представници кои што беа таму, на кој начин беа истретирани од граѓаните, односно како беа isвиркани. Тоа е уште една потврда зошто толку многу полиција, партиска параполиција на СДСМ вклучително беше собрана на прославата на Мечкин камен, затоа што Ковачевски и СДСМ се плашат од граѓаните, се плашат од реакциите на граѓаните и се плашат од сопствениот народ. Она кое што можам да го потенцирам и да го ветам како ВМРО-ДПМН, веднаш по освојувањето на власта на едни демократски избори, ВМРО-ДПМН повторно овој празник ќе го направи отворен за сите граѓани на Република Македонија, воопшто да не се чувствуваат исплашени од било какви полициски бруталности како што можевме да видиме, кои што ги наметнува СДСМ, така да повторно овој празник кој што е за сите граѓани на Република Македонија ќе го вратиме на граѓаните, а не како што беше пример вчера за празник приватна забава на потесната партиска клика на СДСМ. Благодарам.